Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Во тек. Ке се дружите заедно со мене, јас сум Мартина Проковик-Костовска и се до кај 14 часот ке можете, како што веќе знаете, да зборувате на одредени теми, а ке се вклучиме денеска и на пресконференции кои што ќе имате можност да ги проследите во живо. Како што реков, во секој момент очекуваме да се приклучиме на пресконференција на Државниот завод за ревизија, каде што ќе биде презентиран четвртиот квартален извештај од работата на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа, за тоа време додека чекам, јас би сакала само да напоменам и за темите на кои што ќе можете да говорите во ова денешно издание на емисијата Во тек. Утрово навистина се разбудивме во една ситуација, во една огромна магла, која што можам да кажам дека негативно влијае врз сите граѓани, особено на Скопје. Не знам како е во останатите градови, затоа од вас во продолжение ќе побарам и сите оние кои што сте од другите градови да се јавите и да ни кажете каква е загаденоста во градовите каде што живеете. Ние отворивме многу пати до сега оваа тема, ќе отвориме повторно и денеска, затоа што навистина она што го имаме како слика и прилика да го видиме во Скопје и воопшто во Македонија, не е воопшто за подценување, треба да се преземат конкретни мерки со цел да се намали загадувањето, затоа што навистина веќе станува неподносливо. Јас би сакала чисто накратко, додека го очекуваме вклучувањето од Државниот завод за ревизија, да прочитам дека всушност Македонија во последниве 12 часа е една од ретките европски држави која што е обележена со црвена боја, а црвената боја всушност означува многу големо аерозагадување. Според податоците од Европскиот индекс за квалитет на воздух, Тетово и Скопје се двете точки кои регистрираат најголемо загадување со PM10 честички. Покрај Македонија, од државите кај кои се мери квалитетот на воздухот на оваа мапа, се регистрирани во Бугарија, како и во делови на Полска, Словачка, Шпанија, додека на останатиот дел од континентот има задоволително ниво на квалитет на воздух. Утрово жителите на Скопје ги разбуди, како што реков, густа магла и ужасни количини на аерозагадување. Во 9 часот сите мерни станици во главниот град регистрираа загадување од PM10 честички 4 до 5 пати над максимално дозволената граница од 50 микрограми на метар кубен. 272 микрограми на метар кубен PM10 честички на мерната станица Ректорат во Лисиче. Аерозагадувањето во Скопје достигна највисоки нивоа синоќа околу полноќ, каде што преку 10 пати над максимално дозволената граница, мерната станица во Карпош во 22 часот регистрирала 572 PM10 честички, а мерната станица Ректорат измерила 570 PM10 честички. Аерозагадувањето во другите делови Македонија е пониско, но над дозволените градови. Затоа, впрочем, и споменав дека би сакале во продолжение да го слушнеме и вашето мислење, како е во останатите градови покрај Скопје, кое што имаме прилика, ние кои што живееме во овој град, да сме сведоци на огромното аерозагадување. Загадувањето во Македонија, хорор реалност, Скопје се гуши, има ли решение? И темата на која што ќе зборуваме, реков дека во секој момент очекуваме да се вклучиме на пресконференција во Државниот завод за ревизија, каде што ќе биде презентиран четвртиот квартален извештај од работата на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа, верувам дека ќе соопштат и други интересни податоци. Многу сакав да позборуваме секој во однос на тоа колку аерозагадувањето штетно влијае врз здравјето на луѓето. Како што реков, жителите во Скопје и воопшто во Македонија одреден период, веќе неколку години, имаме енормно загадување, мерки треба да се превземаат, а во 12 часот и 45 минути ќе се вклучиме на конференција која што ќе биде токму посветена на аерозагадувањето и на наоѓање конкретни мерки за аерозагадувањето. Како што реков, телефонските линии ги имате веќе на вашите екрани и можете да ни се јавувате. Го имаме и првиот гледач за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имаме еден конкретен предлог, јас сум Стојан Младеновски. Имам конкретен предлог за решавање на загадувањето, односно не 100%, али сигурно ќе се намали.
да поставите една емисија вие во која ќе биде клучна тема поставување на мерачи на секој радиатор за затоплување. Добро. Онака како што е во светот. Да. Во цел свет е така, значи се поставува мерач на радиаторот и сега јас, например, денес не сум дома или петок, сабота не сум во Скопје, излегувам од тука и исклучувам све. Колку соби сакам да греам, толку ќе греам. Дали ме разбирате? Да. БЕК направи еден пилот проект, 3 згради има направено проба, меѓутоа они одустанаа од таа проба и вака без да навреда, меѓутоа они не ги кажуваат вредностите. Јас сум на мнение да вие поканите гости. Добро. Од тие 3 згради што ги користеле, да видиме дали тие навистина имат корис од тоа или нема. И со нив да разговараме и да направиме паралела со другите држави, како што е, например, да земеме комшиите, земеме Софија, да земеме Берлин и така натаму, и така натаму. Значи, да видиме дека навистина, ако се мери потрошувачката на топлинската енергија во прописи, сите ние сме нација што штеди, навистина ќе уштедиме премногу и ќе видите сите ќе се уклучат овие што се исклучени сега. Сите ќе се уклучат, затоа што ако сум ја двајца, например, или тројца во семејство, една соба ќе греам. Да. Ето така, јас ви благодарам што ме се слушате, ако го прифатите ова, навистина ќе биде допринос преголем. Ви благодарам, господине, за вашето јавување и за тоа што сепак во Македонија постојат личности кои што имаат идеи кои што се доста креативни, па јас верувам дека некој од институциите гледа емисијата, може да се обратите и со вашата идеја до институциите, секако да се реализира со цел, како што рековте, да се намали загадувањето. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Гледачот се исклучи. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Повелете во програмата. Македонија, како, мислам, градовите во Македонија, овие големите градови кои што представуваат, во кои што се јавува овај проблем, пример како Скопје, Битола, Тетово, значи, се работи за градови кои што се сместени во котлини. Поради стандардот и поради, навиките, претежно се употребува гориво, дрво, но покрај него и некои други работи, мислам, се клават во овие во грените тела. Така да, мене ми се чини. Господине, јас тука се извинувам, ќе морам да ве прекинам, затоа што се вклучуваме во живо во Државниот завод за ревизија, каде што, како што реков, ќе биде презентиран 4-тиот квартален извештај за работата на Државниот завод за ревизија. Можете да се јавите веднаш по завршувањето на оваа пресконференција. Господја Цвета Ристовска, ќе ви презентираме, значи дел од, односно, ќе ја презентираат новата програма на Државниот завод за ревизија за 2018, додека Габриела Димовска ќе презентира што работеше од јули до септември 2017 Државниот завод за ревизија. Па се надеваме дека преку ваквиот тип на пресконференции ќе ја доближиме работата на ова врховна институција до јавноста. Јас би го скратила тука мојот дел. Габи, повели? Хвала, Ивана. Здраво на сите. Извинете. Јас сум Габриела Димовска од Центарот за економски анализи и, како што Ивана најави, во партнерство со Вестминстер фондацијата и поддршка од Државниот завод за ревизија, последнава година го следевме работењето на Државниот завод за ревизија од аспект на тоа колку е транспарентна институцијата, меѓутоа главен фокус ставен на тоа колку јавноста е запознаена со работата на Државниот завод за ревизија и незиниот мандат и каква е перцепцијата за работата на Државниот завод за ревизија од засегнатите страни, како што се медиумите, субјектите на ревизија, со пратениците, собранието генерално и слично. Бидејќи ова ни е 4-та квартален извештај, во првите 2 извештаи ставивме фокус на тоа кои информации Државниот завод за ревизија ги пласира на нивната веб страна. Како надоврзување на тоа можеме да забележиме дека според годишната програма за 2016 година
Државниот завод за ревизија ги има извршено, изготвено сите ревизорски извештаи и истите се објавени на веб страницата на ДЗР и се достапни за сите заинтересирани страни. Од годишната програма во 2017 година Државниот завод за ревизија како ги завршува ревизорските извештаи, непосредно после тоа ги објавува на нивната веб страница. Споредено од годишната програма во 2017 година со она од 2016 година, можеме да забележиме дека ДЗР во својата програма вклучила 14 субјекти за ревизија на регуларност повеќе во однос на претходната програма, односно вкупно 58 субјекти на ревизија, од кои 53 субјекти се однесуваат на ревизија на регуларност, а 5 се однесуваат на ревизија на успешност. Значи, сите се, како се завршуваат ревизорските извештаи, сите се објавени и се достапни на нивната веб страна. Она што како препорака го имавме во претходните извештајни периоди е поголемата отвореност и достапност на Државниот завод за ревизија до медиумите, односно до јавноста. Забележуваме дека од страна на Државниот завод за ревизија и добиваме се поголема поддршка и отвореност и иницијатива за градење на партнерски односи и долгорочна соработка, се во насока на доближување на нивната работа до јавноста, која што е една од клучните цели на овој проект. Од друга страна пак се добива впечаток дека медиумите поради можеби ограничен капацитет за познавање на работата на Државниот завод за ревизија, се многу релативно мал фокус ставаат на ревизорските извештаи кои што се и онака достапни на веб страницата на ДЗР. Според она кое што ги имаме забележено како клучни зборови кои што се поврзани со работата на Државниот завод за ревизија, во медиумите се објавени околу 30 објави, не сметајќи ги оние кои што се однесуваа на пресконференцијата која што одржавме во рамките на овој проект, што сметаме дека е релативно мал број на објави врз основа на изнесени ревизорски извештаи. Покрај перцепцијата од страна на медиумите за работата на Државниот завод за ревизија, во овој извештаен период ги запрашавме и пратениците каков е нивниот став во однос на познатоста за работата на Државниот завод за ревизија, релативно мал процент од вкупниот број на пратеници, односно 10% од пратениците ни одговорија на нашите прашања. Меѓутоа, сепак може да бидат индикативни за нивниот клучен став околу работата на истата. Конкретните податоци ги имате во публикациите кои што ви се дадени во однос на проценти кој како одговорил. Главните сакам да ви ги истакнам дека пратениците имаат потреба, според тоа што одговорили, имаат потреба за поголема информираност за улогата, значењето и поставеноста на Државниот завод за ревизија, како и за потребата за соработка на ДЗР со собранието. Сметаат дека Државниот завод за ревизија треба да опфати поголем број на субјекти на ревизија. Интересна е оваа перцепција, бидејќи пратениците можат со амандмани да интервенираат во однос на да се зголеми буџетот и средствата кои што се на располагање на Државниот завод за ревизија, како би се зголемил и опфатот за државна ревизија. Од друга страна сметаат пратениците дека ревизорските извештаи треба да се разгледуваат и од страна на друго тело, дали во тој дел се спомнува дали разгледување на влада на Република Македонија, на собрание, на седниците на собрание, дали на Комисија за финансирање и буџет, и тука се најавува потребата дека потребно е да се формира посебна комисија за јавни сметки или пак онаа Комисија за финансирање и буџет да се преименува во Комисија за финансирање, буџет и јавни сметки.
Најголем дел од пратениците сметаат дека работата на Државниот завод за ревизија не е доволно представена во јавноста, па еве во рамките на овој проект имаме можност се почесто појавување на представниците на Државниот завод за ревизија да бидат достапни до медиумите со конкретни прашања за се што ги интересира. Од она што го имаме како информација од Државниот завод за ревизија, исто е една спроведување на една препораките кои што ги имавме, е колкав број на граѓани се охрабруваат да поставуваат барање за завршење на ревизија. И во еден табеларен приказ ДЗР објави кои се предлозите за вршење на ревизија на потенцијални субјекти на ревизија. Со оглед на тоа што во прегледот ДЗР за некои од институциите за кои се бара ревизија има во последователно прави ревизија на истите институции, индикативно е, не е факт, меѓутоа индикативно е дека се работи за институции кои што имаат најголем број на нерегуларности во своето работење. Тоа се институциите Министерство за култура, Министерство за образование и Министерство за одбрана. Од аспект во однос на тоа колку јавноста се охрабрува за поднесување на вакви барања за вршење на ревизија, се поголем бројот на граѓани кои што всушност имаат информација дека можат на лесна едноставна форма да поднесат барања за вршење на ревизија. И во последната година преку граѓанските организации и нивните реакции во јавноста, граѓаните се запознаени дека всушност не секогаш се постапува по препораките кои што Државниот завод за ревизија ги изнесува во нивните ревизорски извештаи, најмногу заради недостиг на механизам, формален механизам кој што ќе влијае на истиот. Например, еден пример за непостапување на препораките од Државниот завод за ревизија се последните 3 ревизорски извештаи кои што се однесуваат на Собранието на Република Македонија, ревизии кои што се направени во периодот 2009, 2011 и 2016 година, а се однесуваат на основниот буџет за претходната година. И во сите 3 ревизорски извештаи ДЗР го нагласува потребата за ревидирање на воспоставената практика на претениците за себе да прибавуваат финансиски надоместок за користење на приватно возило за службени цели, кој не соодветствува со нивните реални трошоци и препораката не се спроведува од страна на Собранието. Ова е само еден пример за конкретна ситуација која што ги отсликува предизвиците на Државниот завод за ревизија како една врховна институција за отсуство на формален механизам кој што ќе може да влијае на надминување на истата. Во овој дел би сакала да завршам, доколку има дополнителни прашања во врска со наодите од извештаите, стојам на располагање. Океј, фала Габриела. Инаку во врска со последното со патните трошоци на Собранието, ние креиравме веб страна patnitрошоци.mk, па тука нели може да видите на калкулација на кој начин се пресметани и исто така има линк до извештаите на ДЗР и нивните препораки за ревизија на ваквиот тип на трошоци. Сега ми е задоволство да ги најавам господин Александар Поповски, генерален секретар, и Цвета Ристовска, помошник на главниот државен ревизор, да ја представат нивната програма за работа за 2018 година. Извинете. Овде да ги ставим. Ајде. Така не е. Да не ги поместуваме. Супер. Добар ден и од нас. Чисто како едно мало дополнување на податоците кои што ги имате во кварталниот извештај, Државниот завод за ревизија даде свој инпут редовен во врска со определени податоци кои што се вградени таму, така што тој извештај го сметаме за коректен. Со едно дополнување што сметам дека би требало денеска да ве запознаеме,
и се на некој начин едно ажурирање можеби во тој дел што ќе ви користи. Првата работа е во делот на квантитетот на информации кои што ги објавуваме на нашата веб страна. Значи, информациите кои што ги објавуваме се всушност резултат на нашата дејност како институција на локал, на домашно, национално, регионално, европско и светско ниво во рамките на иницијативите во кои што имаме обврска да учествуваме и се поврзани со определени редовни европски или светски настани, семинари и обуки, каде што Државниот завод за ревизија мора задолжително како и останатите врховни ревизорски институции да присуствува, така да во тој дел би рекла е нормална е таа бројка. Секако не можеме да даваме на веб страната наша објави на определени фази на конкретни ревизии, бидејќи државната ревизија е во суштина еден интерпартес однос помеѓу државниот ревизор и субјектот на ревизија, така што сите фази во процесот на ревизија се на некој начин се третира дискреционо, високостручно и професионално согласно стандардите на меѓународните ревизорски институции. Во однос на собранието, бидејќи секој некој што ќе има прилика да го види овој извештај малку во детали, ќе примети дека е посветено на вистина доста внимание на испитувањата на пратениците и на нивната, да речам, нивното размислување за Државниот завод за ревизија. Да не должам многу, само би додал дека ние тоа го поздравуваме, го поддржуваме и од целогаш сме биле насочени кон тоа да помогнеме на Собранието на Република Македонија да го развијат капацитетот внатре административните служби и на тој начин да го подобрат знаењето и искуството кои што треба да го имаат пратениците кога ги читаат нашите ревизорски извештаи, бидејќи тие ги добиваат, односно Собранието ги добива сите ревизорски извештаи на Државниот завод за ревизија. Од овој месец очекувајте и покана веќе во јануари, да речам сите сте поканети, ќе бидете поканети на почетокот на јануари на официјалното започнување на твининг проектот финансиран од страна на Европската унија за подобрување на ефикасноста на државната ревизија, каде што помеѓу другото во соработка со врховните ревизорски институции на Хрватска и на Бугарија, значи ќе го третираме преку компаративна анализа и најсоодветниот начин на третирање на ревизорските извештаи од страна на Собранието како една од компонентите на проектот. Така да нас многу навистина ни израдува фактот дека над 66%, ако не се лажаме, бројката на пратеници кои што поддржуваат дека треба внатре определени тел, определени комисии на Собранието да ги разгледуваат поддетално како дел од нивните интерни процедури ревизорските извештаи, дури има и податоци и на сама седница на Собрание да се дискутираат, и тоа е одлично. И би завршил со тоа дека и владата на Република Македонија исто така превзема, иако ова не е опфатено во извештајот, меѓутоа како една ажурирана информација, доби Државниот завод за ревизија барање мислење од страна на владата на Република Македонија за формирањето на ревизорскиот совет согласно деловникот за работа на влада, што досега не е формиран, така што ние и тука ќе бидеме присутни, така да третирањето на ревизорските извештаи станува, би рекол, една системски процес кој што ќе се одвива паралелно и во рамките на извршната и во рамките на законодавната власт. Тоа на што сакав да го дополнам, и сега би дал збор на мојата колешка Цвета Ристовска, помошник на главниот државен ревизор, која што поддетално ќе даде една генерална информација за нашата нова годишна програма за 2018 година. Благодарам. Државниот завод за ревизија, нели знаеме, согласно законот за државна ревизија, своите активности ги врши во согласно со годишна програма за работа. Годишната програма за работа ја носиме до крај на годината и согласно нашиот закон ја доставуваме до Собранието на Република Македонија за информирање. Јас би дала еден осврт на годишната програма за 2018. Именно таа е донесена согласно, имаме правилник за начинот на вршење на ревизија, во кој посебен дел тој е објавен во службен весник на Република Македонија, во кој посебен осврт е дадено на начинот како се носи годишната програма. Имаме интерно упатство за предлагање на ревизиите. И сега оперативно околу годишната програма за 2018 година. Таа е се уште во фаза на донесување. До крајот на оваа недела ќе биде доставена до Собранието на Република Македонија и понатаму објавена на нашата веб страна.
Бидејќи согласно законот и согласно правилникот, годишната програма се предлага од страна на овластените државни ревизори и државните ревизори. Значи во подготовката учествуваат сите државни ревизори од Државниот завод за ревизија. Во моментов предложени се 59 субјекти кои ќе бидат предмет на ревизија. Бројот на ревизорски извештаи секако ќе биде поголем, имајќи во предвид дека еден субјект може да има и по неколку годишни сметки, аналогно на тоа и поголем број на ревизорски извештаи. Имајќи во предвид дека годишната програма за ревизија ја носиме врз база на повеќе критериуми кои што влијаат врз изборот на субјекти, еве, јас би посочила некои, ајде да речам побитни. Тоа значи, еве би одела поред. Само момент, се извинувам. Тие што се најде. Фактори за селектирање, не е ревизијата на успешност. Еве, дека никогаш и Државниот завод за ревизија нели не е совршен. Најнапред би истакнала дека во годишната програма за работа секоја година на Државниот завод за ревизија имаме задолжителни ревизии кои мораме да ги вршиме секоја година. Тука се пред се основниот буџет, републичките фондови, односно Фондот за пензиско здравствено осигурување и Агенцијата за вработување. Согласно Законот за финансирање на политичките партии, секоја година мораме да го ревидираме редовното работење на политичките партии, а согласно изборниот законник да ги ревидираме учесниците во изборната кампања. Значи, прв критериум кој што ни влијаеше во изборот на субјектите за 2018 беше токму задолжителноста по закон. Понатаму, секако мораме да ги имаме во предвид стратешките цели кои се дел од стратегијата за работа на Државниот завод за ревизија, понатаму ризичноста на субјектите, обемот на нивните средства, барањата кои што ги се доставени до Државниот завод за ревизија, негативни издадени мислења за извршени ревизии на субјекти во минати години и така натаму. И би посочила дека при изработка на оваа годишна програма имаше значителен број на доставени барања за вршење на ревизија. До Државниот завод за ревизија беа доставени до моментот на отпочнување на подготовка на годишната програма, беа доставени 70 барања. Би сакала да истакнам дека од тие 70 барања прифативме 32%, односно 22 субјекти за ревизија. Иначе нивното учество во годишната програма е со 37%. Тоа се тие критериуми кои постојано ги потенцираме дека зависно од критериумите и бодирањето на критериумите, известни субјекти, нели, да речам, излегуваат на површина и влегуваат како субјекти кои што се предмет за ревизија. Јас би ги групирала како за ваша информација. Оваа година во годишната програма за работа за 2018 година секако задолжително ќе влези основниот буџет на Република Македонија. Понатаму трите републички фондови, ќе влезат 5 политички партии согласно Законот за финансирање на политичките партии, 7 коалиции кои што учествува во изборите, во локалните избори оваа година. Понатаму ќе бидат предмет на ревизија 4 министерства. 9 субјекти ќе бидат од областа на судската, извршната и законодавната власт.
Имајќи во предвид дека единиците на локална самоуправа се предмет на ревидирање, ќе бидат опфатени околу 12 единици на локална самоуправа. Од областа на здравството ќе влезат околу 11 јавни здравствени установи, имајќи во предвид дека од друга страна нели фондот за здравство го ревидираме и секако согласно препораките кои што ги добиваме од нашите меѓународни партнери, ќе имаме 5 ревизии на успешност и тоа е во моментот, значи јас не ви сакала овие бројки, значи тие се влезени во предлогот на годишната програма и очекуваме истата во моментот која ќе биде објавена на нашата веб страна, ќе ги видите и поединичните субјекти кои што ќе бидат предмет на ревизија. Иначе, согласно нашиот правилник за вршење на државна ревизија, во месец јануари, согласно оваа годишна програма, сите субјекти кои што се влезени во годишната програма за работа, односно за ревизија во текот на 2018 година, ги информираме со доставување на писмо во кое најавуваме дека во текот на годината ќе бидат предмет на ревизија. Секако тоа е во согласно со меѓународните стандарди за вршење на ревизија, во согласно со нашиот закон и нашите интерни упатства. Тоа е еден краток осврт на програмата која што верувам ќе бара доста напор, време, за да биде изреализирана онака како што е испланирана. Во однос на ова како прв дел би сакала и во однос на препораките колегите што ги дадоа во овој квартален извештај или подобро да речам освртот на работењето на Државниот завод за ревизија, би сакала да посочам барањата што нивното истражување ги опфатило од пратениците за зголемување на бројот на ревизии. Би сакала да потенцирам дека со институционалните капацитети кои што располагаме во Државниот завод за ревизија, имајќи ја при тоа нели во предвид задолжителноста за определени ревизии, тоа е максималниот обем на субјекти кои можеме да го опфатиме со работа. Инаку во услови на зголемување на таквите капацитети, преценили на бројот на овластени државни ревизори и државни ревизори, нели нивните барања секако би биле исполнети во повисок процент. Благодарам, доколку имате прашања, стојам на располагање. Повелете со ваши прашања. Рековте 70 барања за вонредни ревизии, имате 22 се прифатени, тоа е за целата година 2017 до сега. Затоа што видовме во извештајот дека во тој кварталниот извештај стои дека Враќаме повторно назад во студиото. Тоа беше пресконференцијата каде што Државниот завод за ревизија го презентираше четвртиот квартален извештај од работата на Државниот завод за ревизија, меѓутоа го кажа и планот за следната 2018 година. Кажа дека 22 субјекти ќе им се врши ревизија во 2018 година, биле поднесени 70 барања, 22 субјекти ќе им се врши ревизија затоа што, како што рекоа, толку им се можностите, односно капацитетите, колку би можеле би се вршело ревизија на сите поднесени барања, односно 70. Ние повторно ќе продолжиме и понатаму со темата на која што всушност и започнавме во ова денешно издание на емисијата во тек, за загадувањето во Македонија, за тоа дека навистина утрово се разбудивме во една ситуација која што е загрижувачка, Скопје се гуши, има ли решенија, загадувањето во Македонија, хорор реалност. Како што реков и како што прочитав пред малку, јас повторно ќе ве потсетам за сите оние кои што можеби покасно се вклучивте во емисијата во тек, жителите на Скопје и во изминатото деноноќие дишеа загаден воздух, а таква е ситуацијата и утринава. Неколку пати повисоки концентрации на PM10 частичките се регистрирани на сите мерни станици, а максималната од 533 микрограми е измерена во населбата Лисича. Во Карпош највисоките концентрации се измерени меѓу 18 и 23 часот, кои на моменти достигнувале до 335
микрограми. Утрово во општина Газибаба се измерени 162 микрограми PM10 честици на метар кубен. Општина Центар според мерињата највисоки концентрации ги има утрово од 231 микрограми. Како што реков, Македонија последниве 12 часа е една од ретките европски држави која што обележана со црвена боја, а како што кажав и на самиот почеток, црвената боја означува многу големо ниво на аерозагадување според податоците од Европскиот индекс за квалитетот на воздухот. Тоа е таа ситуација. Аз би сакала да го слушнам и вашиот коментар. Како што реков, во 12:45 ќе се вклучиме и на пресконференција која што ќе биде наменета токму за аерозагадувањето. И јас претпоставувам дека веќе ќе се превзимаат и конкретни мерки. Загадувањето во Македонија, хорор реалност. Скопје се гуши, има ли решенија? Би сакала да слушнам и за тоа како е во останатите градови од Републикава, затоа што имавме податоци дека всушност во другите делови на Македонија има загадување, но е пониско. Велес 280, Куманово 170 се најзагадени градови во источниот дел од Македонија, а во западниот дел на земјата на дозволената граница се Битола 97 и Тетово. Како што кажав и на самиот почеток, Тетово и Скопје се двете точки кои регистрираат најголемо загадување со PM10 честици. Имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Па вака, со увозот на колите што дојдо во странство, Добро. Многу се увезо многу дизели. И сега на регистрација, пошто се е приватно, ги пуштаат со издувни гасови непотребно. И сега мора контрола, ако апел до нашиот градоначалник на Скопје, сите возила да се испрати писмо, да застана, да не се воза. Оте едно утро станав, комшијата не го напаѓам, комшија запали колата. Верувајте, може 500 метра една кола не се дишеше, а замисли 100.000 коли. Вие сметате дека толкому колите се причината за загадувањето во Скопје и воопшто во Македонија? Да, посебно за Скопје. Ако 100.000 коли да има така, во Скопје дизели, значи тоа 10 фабрики, 10 фабрики не загадуваат толку. Добро. Така. Фала Ви благодарам господине за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Загадувањето во Македонија, хорор реалност, Скопје се гуши, има ли решенија? Дали имаме гледач на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, господине, во програма сте. Јас прв пат се јавувам и сакам да им дадам до знање на овие господа што се јавуваат околу возилата, се гуши, не знам, дизел, не знам, увезени возила од надвор, не знам, увезени возила од натре. Добро. Кај нас во Скопје, јас сум работел во институција таква каква што моментално градоначалникот Шилегов ја најавува. Само Господ може да ме спаси. Да дувни ветер, да заврни дожд и снег. Инаку решение нема. Тоа може само да го лажиме народот. И ние да си ја лажиме главата и мозокот, ништо друго. Зошто сметате дека нема решение? Нема решение. Значи нема. Ние сме во Скопје, таква ни е котлината, таква ни е климата, таков ни е системот, такви ни се зградите, таква ни е околината, такво ни е зеленилото. А возилата не ни сметаат. На некого му сметаат, а на возилата не се проблем за загадување. Може да се други институции или други фабрики, али возилата не. Или дрвата, што ги секле, не. Котлината како котлина ти го прави своето. И ве поздравувам и убав ден. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Имајте и вие убав и пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Јас се јавувам баш од најзагадената општина, аеродром, поготово Ново Лисичи. Да. Денески, искрено да ви кажам, вамо кај нас не се ни диши, не се не излегува, тоа е катастрофа.
покрај што маглата, а има и многу загадување. Сега ја ќе ви кажам нешто преди, че јас сум селен во ова општина 86 година. Ние до 2006 година немавме загадување. Нека некој не ги оправдува оние сите работи што се направија од 2006 година. Поготово урбаната мафија, со градењето на сите згради што се затворе Скопје од сите страни. Тоа е прво и основно. Втората работа, од 2006 година, ако се севате, увозивме ли ние крш од Европа? Возила, кои што не го осигуруваат горивото како што треба. Ние уште тогаш укажавме на тие проблеми, дека кај ќе дојди она големо загадување што никогаш некој не го сака. Еве ја ви кажувам, јас сум возрастен човек, не сум дете малецко. Ние порано имавме овде во Ново Лисиче загадување од ѓубришното вардарище. Го целиме во дридства и ние повеќе загадување нема. Сега, овие 10-11 години ние немаме толку загадување. Од 2014 година почна загадувањето на ваки. Се разбериме. Зошто? Се увезаа негде околу 2 милиона возила половни, кои што ви кажав, тоа е крш, кој што не го функционира моторот онака како што треба да го согорува горивото. И јас да ви кажам право овде, кој ќе ги видам на паркинг чадат тие не се, тоа не е согорување на гориво. Добро, господине, може ли едно прашање? Предходно пред да се увезуваат тие автомобили, кои што навистина во голем број се увезуваат од 2009-2010 година, не ме фаќате точно за збор. Каква беше ситуацијата предходно? Предходно возевме постари автомобили. Да, али тие постари автомобили што беа од Сојуз, од југословенскиот систем беа 101 Фијат, 300 Фичо и така натаму, тие беа со друг тип на согорување и немаше ваква загаденост. Искрено да ви кажам, јас ова, ние сите се чудиме сега овде во ова населба кај што јас живеам, бројме негде го 30.000 жители, што со бркањето на вардариšte ние се спасивме од загадувањето. И сега ова загадување дојде од овој момент кога во ова населба од 15.000 станеме 35.000 жители. Со тоа што го затвориме ние системот на движење на ваздухот за пролет, за да може да оди секаде, точно дека Скопје е котлина. Ама овакви загадувања, овакви печење на очи, ова и една друга работа. Јас сум одел во контрола, да ви кажам право, во Охис, во цементара. Таму во една вечер со инспекцијата на општина Аеродром и на град Скопје откривме дека преку 3 тони гуми горат. Да. Тоа е нешто незамисливо, да ви кажам отворено. И ние уште тогаш му изрекоа казни на цементара и така натаму и на некој начин дали престана или па продолжија со тие работи, не знам, тоа било најевтино гориво кој што треба да обработуваат циментот и така натаму, али овде треба да се мисли за животот на граѓаните. Да, сите го дишаме овој воздух, никој не е поштеден, токму така. Сите од најмало до најстаро. Да, така е. Прво, еве ја ќе ви кажам нешто, зборуваат дрвата. Ја да ви кажам отворено, немојте да ме сватите погрешно. Давот, буката и другите не загадува воздух. Не загадува. Еве ќе ви кажам во центар, ајде отидеме. Зошто е во центар загадено? Кој се греje таму на Ќумбина и на Шпонина? Никој. Прво, немаме воздух, пролет немаме. Да. Во времето ште портал Лајако се направи, градски зид, малце се затворен. И на крајот се, ако дојде од 2008 година наму градите нагло, се заградили скроз. Еве, не знам дали ќе погледнете вие према водно нагоре, колку згради во тој дел на планината се изгради и го затвори просторот. Затоа сега треба да се овде на некој начин експертизите кои што се прават од страна на стручњаци да се на некој начин направи, тоа е надлежно градско собрание со своите општини околу градот, да направат нешто што е корисно за граѓаните.
не само да се кажува демагошки да се влегува во некој работа. Треба подхитно да се направи и да се побара, ако треба, помош од странските институции кои што работат на таа проблематика. Ова вакво нешто, верувајте ми, децата си ги уништиме. Децата си ги уништиме. Покрај старите и ние што сме, децата ги уништиме. Затоа нека слушни и председател на владата, и на собрание, и председател на држава, сите институции да се усогласат, дали било опозиција не е битно, ова ситуација си не го решиме до. Затоа јас ги повикувам, нека седнат со екологистите, нека имаме стручен кадар ние, институтот за ова работа со воздух и тие работи. Како може едно време, ако се сјавате аеродромот, маглата да ја дигаат, за да можат да полетуваат авионите. Имаме ние стручен кадар, не да немаме стручен кадар. Само овде не знам што се испитува, колку сме отпорни ние како во Јапонија кој беа Хирошима и Нагасаки со бомбите кои ја фрлени. Така и кај нас прато овде. Зошто сега на дали ќе бидеме отпорни на ова? Така. Добро. Зошто сега на децава специјално да купуваме маски да носиме? Па добро, мислам, кој век сме ние, 21 век сме, ова чудо до сега не сме го видели, да ви кажам право. Да. Ова е стварно жалосно е. Институциите треба да се заземат и да ги решат овие проблеми. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам, господине, за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Здраво, Мартина. Добар ден, повелете. Овде ќе гледач во Скопје. Повелете, господине. Поздравувам. Драго ми, фала. Поздрав и до вас. Решение за загадувањето. Па, има решение да се појасни струјата и да се донесе парната во Скопје. Мислам, да се спроведе гасовод. Гасификација. Да, гасификација, значи, на Скопје и на цела Македонија. Што побрзо, тоа подобро. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Да, добар ден. Повелете. Овде гледач од Капиштец. Повелете. Еве, сите се баш против загадувањето и тоа веќе долго трае, ништо не се презема. Јас конкретно еве гледам по Facebook веќе дека има тука некој бойкот на наставата и голема поддршка ако моите деца се мали. Јас сум за подрастично ни деца во градинка, ни во училиште, па дури и возрастните веќе да размислат дали на работа да идат. И нешто треба да си направиме сами за себе. Сега да не поврзувам политички, ако можеше 2 години 3 народ да шета по улици за некои политички опции, што би се рекло, а во тие фотели седна поединци, мислам дека треба нешто да си направиме за себе. Така да масовно да биде ова и стварно поддршка за родителите, бидејќи моите деца се возрастни, да не пуштаат деца на настава, пак ќе повторам и помалите во градинка, и така да од негде мора да се почне, па нека и најдрастично, бидејќи само се обеќава сега дебати, сидници, вака ќе биде, така ќе биде, ние зборуваме за воздух, они подпишуваат за вода, прочистување, не е битно. Така да, еве конкретно и можам да кажам дека и БЕК или топлификација, не знам сега кој како, живее во куќа во кисела вода, за да се приклучиме на парно, ни побара 8.000 евра, значи тоа нека се укине за народот да се приклучи на таа мрежа, а да не се удара по народот дека горе лова, она, гуми, чевли, и мислам дека... Да, се знае зашто гори народот. Да, и тоа е. Али за тоа мислам дека за приклучување да не се бараат такви суми ненормални, него баш да биде приклучен секој. И плюс мислам дека многу ова загодувањево е и од тие брикети, бидејќи брикетите за да као покалорични се премачкуваат со нешто црно. Јас од искуство ова го говорам, на тоа се греевме. Така да тоа испушта нешто ко смола, не знам што испушта, стварно има топлин, поголемо загадување. Така да, од негде нека се почне, али сум за поддршка на родителите да не ги пуштаат прво децата на училиште. Бидејќи сите страдаме, а не
знам, од мало ги уништивме и децата, и себе, и се уништивме околу нас. Така. Благодарам што ме сослушавте. Пријатно. Ви благодарам и вам, господјо, за вашето јавување. Навистина утрово беше страшно и не само утрово, туку и останатите денови, останатите години кога буквално имавме истата слика каде што не можеше да се погледне прстот, сопствените прсти пред око, буквално не се гледаат од толку многу што е загадено и навистина треба да се преземаат веќе конкретни мерки со цел да се намали загаденоста. Загадувањето во Македонија хорореално, Скопје се гуши, има ли решенија, не се однесува само за градот Скопје, се однесува и за останатите градови во Републиката. Јас би сакала да го слушнам и мислењето од гледачите кои што се во останатите градови, каква е ситуацијата кај нив. Утрово прочитав дека всушност и во Кавадарци е огромно загадувањето и дека штетно влијае врз здравјето на тамошните жители. Воопшто загадувањето во Македонија штетно влијае врз жителите на оваа држава. Како што реков, загадување во Македонија, хорореалност, Скопје се гуши, има ли решение? Дали имаме гледач на линија? Има. Повелете, господје, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Ова загадување не е од сега, од оваа година, од прошлата, од предпрошлата. Вакви магли порано имаше повеќе него сега што ги има овие зими. 66-7 година не сме можели исто да одиме, автобуси не одева, прв предоко не се гледаше од центар до Џрчи, сме оделе пешки, ништо не се гледало. Што значи Скопје е котлина и нема што да не чуди за загадувањето. А сега е поголемо загадувањето, ради тоа што има многу возила, не во ред, никој не го испитува гориво, какво гориво возат автомобилите, каква е дизел нафтата. Значи, којто помене некоја купа, тој јауспухот не е исправен, а тоа труе, што значи тоа се останува на земјата, во воздухот. Така да би требало малце да инспекцијата поведе сметка и за горивата. Не само за ова, само е загадено. Сите знаеме загадено. Оку не се бунеше народот кога бомбардира него Косово каде, тогаш колку ураниум падна во Скопје. Тоа сега се одратува. Ураниумот, загадувањево, тој има и толку болести. Сега треба народот, никој значи да не да се затвори како во карантин и така да живееме. Па не може така децата да не ги пуштат на училиште, вработените да не идат на работа, пензионерите само че се седиме дома и да не се придржат они. Па нема смисла тоа што се прави. Не може новава влада сега одма да превземе мерки кога тоа со години е загадување. Прво ние не сме богата држава, немаме толку средства за да ставиме секаде филтери. Секоја фабрика би требало да има филтер за прочистување, а тоа ништо инспекциите не водат сметка која фабрика колку загадува. Така да би тука требало да се од тука да се почне, а не ние само зборува и напразно зборувањето. Не е само да зборуваш, него треба на дело да се докаже, да се оствари нешто. И така да, кога се градева зграда до зграда, без дозвола на градда, никој тоа не предзимаше мерки. Кај беа тогаш градоначалниците, кај беа градот Скопје, каде беа урбанистите, никој ништо, само се гради. Скопје е една мала површина, една шака земја што се вика, повеќе има згради него што има површина. Зеленилото тоа што го имавме на Линденска се исече. Сега треба да се сади што повеќе зеленило. Ние немаме ни зеленило, водно се исече, Скопската нагора и секоја дрвата, од каде ќе имаме кислород и проев да се добива. Значи, не правиме сами себе штета и сега бараме од државата. Па нема државата, ние треба сами да се тресви, да си поведеме светка.
Добро, ви благодарам господја за вашето јавување, имајте пријатен ден. Ние дојдовме до крајот на првиот дел од оваа емисија. Во 12 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот, а во 12:30 се враќаме повторно назад, каде што продолжуваме понатаму на темата за која што досега зборувавме, а реков во 12:45 ќе се вклучиме во живо од конференција која што ќе биде токму наменета за аерозагодувањето во Македонија. Останете со телевизија 24.